13 кандидати за кандидати сакаат да трчаат на изборите за шеф на државата. Од овие 13, само двајца, ако поминат низ партиските тела, се сигурни кандидати за претседател на државата, бидејќи зад нив имаат поддршка од 30 пратеници. Тоа се Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО ДПМН, како и Стево Пендаровски од СДСМ. Сите останати треба да соберат 10.000 подписи за да може да се вклучат во трката. Овие претседателски избори се едни од пошарено реликите во македонската историја. Се чини дека нема сите 13 да учествуваат, но бројката на 8 кандидати е се поизвестна. Во вториот круг на изборите одат само 2 кандидати, а праксата покажува дека тоа секогаш се кандидатите на СДСМ и ВМРО ДПМН. Па се наметнува прашањето, од каде толку голем интерес за претседателската фотелја во Вила Водно. Според новинарот Дарко Јаневски, можеби тоа се должи на незадоволството на владењето на СДСМ и ДУИ, но и намерењето на рейтинзи и политичките трикови. Една од поентите е да некои од нив, како Левица, например, да си го измерат рейтингот како ќе им биде и да не остане дека не се способни да кандидираат претседател, што би им ги намалило шансите на парламентарните избори. Има меѓу нив и такви чија што идеја е да се одлее еден дел гласовите од ВМРО ДПМН и од Силјановска и да се намали незиниот резултат во првиот круг, што мислам дека нема да биде успешно. Посебно интересно ќе биде во вториот круг. Според Јаневски, треба да се види и како ќе изиграат помалите политички партии, кои нема да поминат во првиот филтер. Дали ќе ги повикаат своите гласачи да ги дадат гласовите за некои од учесниците во вториот круг, или ќе остават нивните поддржувачи сами да одлучат. Јасно е дека сите што ќе гласаат за помалите партии се всушност незадоволни од сегашниот претседател и од СДСМ, така што поголемиот дел од тие гласови ќе се слее на контото на Силјановска. Дури да не е така, јасно е дека она ќе победи. Атмосферата е таква што таа е речиси извесен победник. Се уште се чека и како ќе одиграат и претендентите за кандидатура од албанската заедница во Македонија. Дали ДУИ своите гласови би му ги дале на Пендаровски, со кого во последно време ја расипаа калемирата со законот за игри на среќа? Како ќе постапат и од коалицијата на Таравари, Гаши, Меджити и Касами? Дали би повикале на поддршка за кандидатот на ВМРО ДПМН, дали за кандидатот на СДСМ, или пак ќе ги остават нивните гласачи сами да одлучат?